Германскиот Бундестаг ќе донесе одлука за одобрување на старт на преговорите на Европската унија со Македонија во септември, согласно утврдените процедури на Германија за прашањата за проширување на унијата. Ова според соопштението од владата му го пренела германската канцеларка Ангела Меркел на премиерот Зоран Заев на денешната средба во Берлин. Меркел, како што соопшти владината прес-служба, потенцирала дека Германија гледа позитивно на препораката на Европската комисија за отпочнување на преговори. По средбата на која присуствуваа и вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи и министерот за надворешни работи Никола Димитров, Заев објави дека добил ново ветување од Меркел. Од наша страна, потврдивме дека Република Северна Македонија има целосна доверба во канцеларката Меркел и ја поддржува нејзината политика за процесот на проширување на Европската унија, како и нејзината политика кон Западен Балкан. Јас целосно и верувам на канцеларката Меркел. Од канцеларијата на Меркел меѓутоа објавија само кусо соопштение за средбата во кое се наведува дека разговарале за билатералните односи, а фокусот бил ставен и на прашања од надворешната и европската политика. Во соопштението не се прецизира ставот на Меркел за очекувањата на македонската влада за одредување датум за почеток на преговори со ЕУ. Германија заедно со Франција си поставија цел за јакнување на стабилноста на Балканскиот регион. Важен чекор кон тоа беше решавањето за спорот со името Македонија. Под покровителство на Обединетите нации, Балканската држава од 12 февруари 2019 се преименува во Северна Македонија, со што се стави крај на спорот за името со Грција, што траеше од 1991 година. Во април премиерот Зоран Заев исто така присуствуваше на состанокот за Западен Балкан, што го организираа германската канцеларка Ангела Меркел и францускиот председател Емануел Макрон. Првиот состанок на Советот за општи работи на ЕУ, каде точката за датумот ќе се најде на дневен ред пред министрите на земјите членки, е закажан на 18 јуни и речиси е известно дека новој состанок нема да добиеме зелено светло за преговори. Предвидувањата се дека датум би можел да биде одобрен дури во октомври, иако со оглед на силното противење на Франција и Холандија, ниту таа опција не е сосема известна.